Продолжуваме со комисијата. Преминуваме на точка број 4. Одлука за давање согласност за склучување на договор за регулирање на меѓусебни права и обврски помеѓу општина Битола и ПСК Пелистер Битола. Со оваа одлука Советот го овластува градоначалникот да потпише договор помеѓу ПСК Пелистер и општина Битола. Договорот ќе го добијат членовите на комисија во печатена форма, ќе го добијат и во електронска форма сите советници. Андреј, мислам дека има кај Борче поќе, дај му на Борче Корлевски, еден од примероците. Добар ден. Ако сака уште некој, има и во мене еден печатен материјал. Сакаш? Имаме и представник од општина. Доколку имате некакви прашања, слободно можете да ги поставите. Ако сакате да преминиме на следната точка, дори го разгледвате како сакате. Корлевски? Може и на другата, дори да прочитате, да не губиме време. Ама и за другата точка имате добиено на мејл сега материјал. Дали може да му се јавиме на представникот од општина Андреј да дојди? Мислам Игор Талевски дека треба да биде. Ај 5 минути пауза. Во ред, значи трите точки ќе ги гледаме заедно. Четвртата точка ја прочитав, петта точка одлука за изменување на одлуката за утврдување на висина на доместок за користење на земјиштето во општа употреба, за поставена урбана опрема и поставување на урбана опрема за која не може да се наплаќа комунална такса на територија на општина Битола. И 15-та точка одлука за давање на согласност за склучување на колективен договор на општина Битола. Ова точка денес ја додадовме во дневниот ред, ќе помини на статут, меѓутоа заради финансиските импликации сметам дека треба да помини на комисија за финанси. Порче Павеле. Добар ден на сите. Ќе дадам вовед за трите точки. Генерално за договорот со ПСК Пелистер стојам на располагање директно јас да одговорам на прашањата, а колегата Игор Талевски ќе ме надополни во делот на одлуката за изменување на одлуката за утврдување на висина на доместок за користење на земјиште во општа употреба за поставена урбана опрема и поставување урбана опрема за која што не може да се наплаќа комунална такса и за колективниот договор. Сега прво во однос на колективниот договор, општина Битола е една од ретките општини која што нема потпишана колективен договор на ниво на работодавач. Уште од месец ноември или декември формиравме комисија која што работеше на предлог текстот и имавме соработка и консултација и со двата репрезентативни синдикати кои што се репрезентативни на ниво на работодавач во општината. Процесот траеше повеќе месеци и основната идеја е да со тој колективен договор, нели што и самата суштина на таквиот тип на договори, да се подобрат условите на вработените во општината и секако да се има и правна основа за нивелирање на платите согласно измените и дополнувањата на законот за минимална плата. Сметаме дека за колективниот договор ќе добиеме широка поддршка од сите советници, бидејќи еден значаен чекор напред кон дополнителна професионална администрација, нешто кон што сите се стремиме и затоа водевме еден инклузивен и интегриран процес и во делот на синдикатите и во делот на вклученост на сите вработени, се со цел да имаме еден навистина коректен предлог колективен договор, кој што всушност нема да биде само предлог колективен, туку овој текст кој што генерално ќе се разгледува на совет и ќе биде тој колективен договор кој што ќе се потпише, секако во рамките на законот, односно сите они одредби кои што се во согласно со законот и позитивните
правни прописи. Игор, можеш можда технички тука да надополниш за колективниот, а после Благодарам. Значи, со колективниот, значи согласно и Закон за работни односи, и Закон за вработени во јавен сектор и Закон за административни службеници и согласно началата на трудовото законодавство можат да се уредат поголеми и поповолни права за вработените, а не смеат да се, нели, да се предвидат и да се уредат помали и понеповолни права, бидејќи тоа би било спротивно на закон. Со колективниот договор се предвидени усогласување на платите за вработените во општинската администрација со порастот на минималната плата, тоа е линеарно кај сите еднакво, и се уредени и одредени дополнителни права за вработените согласно, значи, и со нивните ангажмани, доколку имаат зголемен обем на работа, и некои прашања кои не беа претходно уредени, а имаше потреба да се уредат. Ако има некои конкретни прашања, бидејќи има негде 60 членови во содржината на текстот на колективниот договор, стојам на располагање за да појаснам и подетално да образложам. Да, за колективниот прво, така? Значи, ако добро ве разбрав, значи со овој договор одиме, значи прво за платите, ќе има нивелација на платите на обработените во општина Битола, така, значи нивелација збораме покачувањето зависно кој степен на за 2800 денari како што се покачи всушност барањата кои што беа на СС Така, така. на државно ниво, дел општини ги прифатија на локално, општина Битола е една од тие, како што ќе биде праксата, нели, сам имате точки за јавните, да. да се направи таа нивелација на ниво на сите јавни предпријатија, истото така преку колективниот договор ќе се овозможи истото и на ниво на општина Битола за вработење. Всушност дел од вработените го добија покачувањето со измените на дополнувањето на законот 15.000 на 18.000. Сите останати, тој што земал 18 остана на 18. Така. Сега линеарно нема да биде за сите по 2800, туку за таа разлика која што не ја предвиде закон. Тоа ми е Значи не е амблок, а за овие што еднаш добија нема да важи ова. апсолутно, Бидејќи да. не може, мислам имавме и таква дискусија и дилема и тоа Да. не е возможно некој 5600 Апсолутно. зголеми, Да, 5600, да. ама не е главната причина и пред да дојде оваа тема, ние почнавме уште пред да се донеси новиот закон, односно измените на законот за минимална плата, да работиме на колективно. Основната идеја е да се подобрат условите за работа на вработените. Значи не е зголемувањето на платата основната интенција на колективниот, но бидејќи се поклопува моментот, формално правно може би и без одлука на совет може да се направи нивелирањето, но сепак нема да биде соодветно. Некои општини така го направи. Апсолутно. Ние сакаме да биде Мислам, одлуката е за поздравување се што е за повисоки плати, меѓутоа да, немаше колективен, меѓутоа верувам дека внатре и обврските малце сепак нас не треба како совет и ефективна општинска администрација. Верувам дека сега иако го немам разгледано, дека кога го добиваат она зашто верувам дека ќе го сработат, значи да има ќе ги разгледаме черновите, да знаете дека ќе се повикаме во однос на одговорностите кои што треба да ги обслужат и граѓаните пред се советот. Само прават така и обврски. Важно е дека двата синдикати беа вклучени во текот на целиот процес и тоа е битно за да има инклузија од тој дел. Значи не е само она што работодавачот и нормално и ние како работодавачи кажавме одредени ставови што би можело, што не би можело, но беше важно да бидат сите чинители вклучени во процесот. И на крај да биде нормално и совет. Благодарам. За повелете. Зголемувањето, значи, на платите. 2800 ќе добијат сите вработени
освен овие што добија зголемување, или ќе има процентуално зголемување на платите? Не, значи треба на сите му порасне од 2800, ама со измените, мислам Игор така беше на законот, на некој му порасна со некои минимални суми. Ако му се зголемила на некој 300 денари, кога на другите му се зголемила 2800, сега ќе му се зголеми 2500. Процентуално, значи, ќе оди кај сите. Да. За разликата фактички до До 2800, да. Ако веќе некој го добиле по основ на законот покачувањето од 2800, со колективниот нема да имат зголемување. Доколку имаше случаи на исто ниво, само со различно образование, дали со средно или со виша, едните добија покачување 2800, другите некој минимален износ од 300-400 денари, и заради тоа го правиме согласувањето да биде равноправно за сите. Да. Добро. Благодарам. Во контекст на другата точка со урбаната опрема, прашања? Само кратко Ајде. за тоа, да. Конкретно, ова е измена на одлука која што Советот ја донел во 2013 година и во тој момент се донел одлука за да може да се озаконат бутките кои што биле затекнати и постојни на територијата на општина Битола, бидејќи после децентрализацијата во 2005 година, кога имало посебно оделение за урбанизам кое што било дел од поранешното, собрание и како беше цела структура во општината, меѓу 2005 и 2013 бутките не плаќале никаков надомест на општината. Во 2013 година Советот донел одлука со цел да има основ, таа една одлука што ја изменивме минатиот пат, но не во делот на сумите, да има основ да склучи општината нови договори, по кои што нови договори ќе може да се плаќа закуп за користење на државното, односно општинско земјиште под објектите. Сега таа одлука од 2013 до денес не е променета и во делот на сумите кои што се бараат, на моменти е навистина, како да речем, неконкурентна во негативна смисла, бидејќи дел бутки плаќаат навистина премали износи, а имаш, деловни простори кои што плаќаат многу поголеми суми. Конкретно, има бутки кои што на годишно ниво плаќаат по 14.000 денари, за цела година. Предлогот е да се интервенира со зголемувањето на сумите во вредност од метар квадратен за 3 пати линеарно, за да согласно овие 9 години сега веќе изминаја, за во новите договори за кои што е овластена општината со претходната одлука да се потпишат на една година, да бидат повисоките суми, бидејќи така ќе биде коректно и спрема другите учесници во економијата кои што плаќаат регуларни кири и многу повисоки суми. И ќе биде некој дополнителен приход за општината. Сам реално има регистар, 80% од објектите ги плаќаат суми помеѓу 1000 и 3000 денари месец. Во овој дел ќе има, например, разлика на тој објект, например, дали се работи за храна или се работи за угостителски објект или трговија, значи дали ќе има разлика околу тие работи или пак е од општествена намена, сувенирница или такви работи, значи за тој збор. Во принцип се ставени во иста категорија, но се 4 зони. Значи разликата во сумите ќе види во однос на зоната. Има како екстра зона е стриктен центар, прва, втора и трета. 4 зони, во зависност од зоните се намалуваат сумите всушност. Други прашања? Повелете. Ќе сакам да се вратам пак на претходното, како се вика, прашање што беше за покачувањето за платите. Дали е направена одредена анализа во делот на јавните предпријатија, што ќе значи финансиски за нив ова? И дали треба да очекуваме со ова неко одредено покачување на услугите на јавните предпријатија, чисто само информативно?
Во процент колку би значило то покачувањето, не знам, од доодна плата, пример, карикирам, ако бруто плата изнесува 4 милиони денари во комуналеците, да речем, дали ова ќе значи 4.300 милиони, 4.200, така, колку, дали имаме нека таква анализа. Значи, што сакам да кажам, да, сум за ова, значи, нормално, сите сме за, меѓутоа дали ги следиме понатамошните финансиски импликации врз одредени предпријатија, да не се доведеме после тоа во некоја друга ситуација да ги спасваме. Чисто само разговараме. Добро, се за јавните директно Да, вчера беа тие, тука беа директорите. не сум Знам, ама тие беа тука и може да одговорат. Сега колку ние можеме да дајме одговор чим се нафаќат, според мене, значи имат Јас само можам да ги финансиска моќ. да пренесам од преговорите кои што беа на ниво на работодавачи и на синдикатите со присуство нормално на граначалникот како представник на основачот, дека се водеше сметка да се има соодветна анализа во однос на средствата, но и ќе кажам, мислам, не ќе политички говор да држам, но со самото тоа што се донесе измени и дополнување на закон за минимална плата, требаше да се следат сите други импликации кои што ќе се појават. И нормално секој вработен да ги бара најпрво преку синдикатите, а секако и директно своите права. И искрено, освен што ќе се зголемат платите и ќе се подобри стандардот, бидејќи огромна е кризата, правно им следува ова линеарно зголемување. И начинот на менаџирање на тој нов момент, нормално во многу ќе зависи од јавните предпријатија, тие имаја направено анализи, нормално колку е сегашната бруто плата, колку ќе биде со зголемувањата, и секако соодветни анализи во делот на справување, а можам одговорно да одговорам во делот на зголемување на услугите, значи апсолутно нити помислуваме да кога се носеше одлуката да биде тоа врзано со зголемување на услугите во однос на граѓаните, ако на тоа се зборува. А дека ќе биде предизвик за сите јавни предпријатија, нормално дека ќе биде предизвик. Да се довозможи, бидејќи има зголемување на платата. Меѓутоа бевме и сведоци дека имавме и штрајк, така да градот 3 дена беше оставен на Следва милост на и луѓето. немилост. Немаше вода, не беше кренато ѓубрето, така да се е тоа поврзано. Други прашања? И за последната точка. Копанки. Вака се, значи, на претходната седница кога се гласаше одлуката, имаше дискусија и една од темите беше договорот со кој што би се регулирале правата и обврските, испратен е до сите членови на Советот, всушност, не само на комисијата. Ова е договор со кој што ќе се регулираат меѓусебните права и обврски помеѓу Сдруженијето ПСК Пелистер и Општина Битола. Од она што можам да окажам е дека со овој договор ќе имаме контрола и можност да ги следиме средствата кои што се префрлени од страна на општината, иако конкретно и доколку не постоеше конкретен договор во делот на следење на финансиите, тоа општината ќе можеше да го направи. Исто така регулирани се дел од другите права и обврски кои што се однесуваат на начинот на раководење и на контрола во однос на функционирањето на планинарскиот дом Копанки. Сега не знам, ако има некои прашања, тука можам да одговорам. Во онај дел директно што се однесува на финансиска контрола, ги имаме сите права да во текот на целокупното трошење на средствата да имаме начин на надзор и на контрола врз тоа трошење, го има тој систем, е предвиден и согласно договорот. Валец. Според ова што можам да го видам од договорот, значи онака што е напишано, јасно стои, например, во делот на управување со планинарски дом, управува ПСК Пелистер во целост, освен со следните ограничувања. И има 3 ограничувања. Првото е дека она што ние како финансиски дел ќе му го возможиме како Совет на Општина Битола за финансиски средства од Општина Битола,
да ги видиме на увид и да имаме контрола врз парите. И 30% од сместувачките капацитетот. Зборам за управувачки оддел после. Да, мислам меѓутоа и за тие се во бенефити. Да. Значи зборам за управувачки оддел, значи општина Битола е дека ќе има само вид на тие работи. Втора работа е дека тие ќе ни достават извештај да што ги работеле. Значи ова во превод иди две работи според моje размислување, може не сум право, е како која општина Битола партнерски однос со приватно партнерство, да речеме на еден начин. Прва работа. И втора работа е дека најверојатно ние планираме во иднина да и натаму доделуваме финансиски средства на планинарскиот дом Копанки. Тоа се двете работи. И третото, добро е, значи бенефициите, да, точно е, значи да се обезбедат 30% од сместувачкиот капацитет легла во корист на општина Битола. Сега, дали ќе оди планинарскиот дом, сега не знам каков му е проектот за реконструкција и изградба, мислам тоа и не сум меродавен, значи дали ќе оди со истиот капацитет, дали ќе има измена, значи околу таа работа, значи збораме дали повторно ќе има колку беше 100-150 легла или ќе биде помал, поголем. Значи има некоја, затоа што ако биде помал, да речеме, пошто така зборат, од 50 легла 30%, значи би биле колку? Околу 10 на 15, значи збораме за 2 соби. Затоа што така беа распоредени. И раскин на договорот само по пат на обострана писмена спогодба. А во 12-та точка велиме начин и поделба на добивка и загуба. Проектот е непрофитна основа. Значи, од една страна зборуваме за начин на управување, во првиот дел учество за реконструкција, а во 12-та точка зборуваме за проект. Значи, овој договор ќе ги регулира правата, малце ми е нејасно, се метнуваат повеќе работи. Делот на изградба, она што ќе му поможеме да се изгради Копанки, значи за да го добијат. Од втора страна управувачкиот дел е онака како што е, и од трета страна е начин вика на проектот. Значи зборуваме за проект. Дали во иднина ние како општина Битола ќе го финансираме планинарскиот дом Копанки. Значи ќе одвојуваме средства, значи планот дали е средства на општина Битола. Ќе имаме таква работа. На парите кои ги доделивме. За идна некоја околност ќе треба да има друг начин, нов, на регулирање. Во однос на делот на леглата, не знам јас колку имаше претходно, но единствена варијанта за да се обнови планинарскиот дом е проект за обнова, кој што ќе биде базиран всушност на Ист на претходниот. на Не може друг проект. истите перформанси, карактеристики кои што ги имал претходниот планинарски дом. Ма не може Борче да го прошират. Не може. Значи не може само по себе, не може да почнат да го прават доколку не достават урбанистички план ист. Нема да можат да бидат во ред согласно законот за градење доколку проектот не биде класичен проект за обнова. Знаете зашто ја прашувам почитоците две работи? Знаете дека има две паралелни поставки. Едната поставка е за легализација на објектот, а другата поставка е за собственост. Борче, микрофонот само те молам не се снима. Извинувам. Значи, пак ќе повторно почитам секретар. Значи, имаме две постапки правни. Сега јас не сум правник по вокација, меѓутоа до што бев информиран претходните 4 години и тоа што го слушам во јавност и тоа што кажуваат и така натаму и така натаму. Значи, две постапки. Едната постапка е за легализација во која што се враќа на повторно до основен суд. Тоа е првата работа. А легализацијата збораме, значи, во делот на
тоа што планирале да го зголемат капацитетот или намалат. Бидејќи како бесправен објект. Не знам како го дефинирале таму и тие работи. Небитно. А втората работа е зборуваме за собственост. Сега. Кога ќе го реконструираме, не знам и вака, собственоста се враќа ако го изгуба тој спор. Бидејќи е пред народен правобранител и завршена постапката околу таа работа. Завршен е спорот. Не е завршен само за легализација, за приватност, не, за собственост. Тогаш се враќа на општина Битола на Република Македонија. Не е вака. Да појаснам, значи вака. Постапката за легализација беше управна постапка која што во моментот е завршена. Значи таа беше управна постапка. Најпрво почна со решение за легализација, кое што понатаму решение беше од истиот орган, односно од општината, огласено за ништовно. Но согласно последното решение на Министерството за транспорт и врски, таа постапка е затворена. И во моментот, значи, нема никакво продолжување на постапката која што ја проблематизира во делот на управната постапка легализацијата на планинарскиот дом Копанки. И сега предпоставам прашањето ти е што би било, кога би било и кога одредени работи би се случили. Види, сите одлуки кои што би се носеле во судски постапки, сега многу општо морам да го одговорам, бидејќи не можам да го одговорам конкретно, нити некој може да го одговори. Судските одлуки, независно во која постапка доаѓаат, си има начини како влијаат понатаму врз други акти. Не знам, Игор, дополнувај ме ако грешам, значи конкретно имаме договор сега со ПСК Пелистер. Ако има некоја пресуда која што ќе предизвика некои други импликации, ќе трпат промени, договори и други акти, други одлуки, ама тоа е некоја идна, недефинирана околност која што буквално во секоја состојба може да ја има дури и ако нема спорови. Иначе управните постапки кои што се однесуваат за легализација по законот, значи за општа управна постапка, ние секое решение органот кој што го носи може во еден момент да го поништи и наново да почне нова управна постапка. Таков е закон. Ние не можеме и да сакаме да го смениме. Така да сега и за друг некој објект, не за Копанки, во моментот се е чисто, е легализиран на име на, не знам, некое физичко лице или на некое правно лице, може да настане некоја нова околност каде што тоа ќе се проблематизира и ќе почне нова управна постапка за поништување на таа легализација, па човекот, не знам, зел кредит во меѓувреме. Во банката го има документот. Едине да бидиме јасно ми е тоа дека значи било која законска одлука се носи. Меѓутоа имаме две работи. Во 6-та точка надлежен суд за овој договор е Основен суд Битола. Да. Неспорно. А вика раскинување на договорот само по пат на обострана писмена спогодба. Значи тие се две различни работи. Да, ама судот е надлежен во моментот кога нема да има обострана, значи има недоразбирање, не можат да се договорат двете страни, мора да се води судска постапка, мора да има надлежен суд. Значи, во делот на обостраната писмена согласност за раскинување на договорот, тоа е заштита и повеќе на страната на општината во смисла дека ПСК Пелистер нема еднострано да го раскине, да се повлече од врските, да речем. Дека не може било која страна еднострано да го раскине, туку мислам со писмена изјава класично онака го откажуваме договорот. Ако нема ваков член, може писмено да извести, Да, ние со се го едностранна откажуваме. изјава на во. Рити докажувај се пак на суд после. Така. Заради тоа е таа Заради тоа клаузула така, дека не може било која од страните еднострано да го раскине. Добро. И јас имам нешто уште да додам, дека ние фактички носиме само одлука за давање на согласност на градоначалникот. Значи, само заради транспарентност го разгледваме договорот. Инаку сме биле сведоци наназад и бидејќи не сакаме да биде така, овој договор ексклузивно право има да си го потпише градоначалникот. Не мора да го разгледва Советот. Советот може само да одлучи дали му дава согласност
или не му дава согласност на градоначалникот. Така? Мислам дека така беше и за другите договори. Дали повелете? Така е, меѓутоа за формално правно е така, меѓутоа транспарентноста Заради мораме да транспарентност, задржиме. тоа сакав да кажам, заради информираност, транспарентност и да има сомнеш дека нешто се крие. Така, во 4 очи дека не седнал некој се договори. Бидејќи тука го имаме, добивме овој документ од сега тука, мислам дека ова многу општо е тука напишано. Ако може, ако имате информација да ми образложите или да пробаме, ако трпи овој документ некакво видоизменување, значи во делот на обезбедување 30% од сместувачките капацитети легла и така натаму, окей. Сега прашањето ми е што значи тоа? Во кој момент? Секој ден? Во викенд? Кои луѓе ќе ги пуштиме таму да престуваат во името на општина Битола? Тоа е најбитно и не мислам дека тука ќе има одредени злоупотреби. Нормално се знае. Најмладите и највозрастните на тие кои им е потребен чист воздух и така натаму. На кој начин ќе биде уреден ова 30%? Секој ден од капацитетот 30% е за општина Битола, во викенд, во празници, тоа ми е само прашање. Значи, во принцип, треба да е слично како што е и со јавните институции, не знам. Конкретно, Центар за култура под Министерство за култура. Министерството има право да го користи капацитетот или не знам, КИЦ под општина Битола. И всушност точно треба да важи како буквално на секој ден или нормално со претходен договор, допис, известување. Овој дел во самиот договор е напишано. Предвидено е на писмено барање да биде, бидејќи ако нема потреба општината во одредени денови да му го држи тој капацитет на планинарскиот дом да седат празни леглата, има побарување други граѓани наши на општина Битола да престојуваат таму и се сигурно тие капацитети нема да стојат заклучени за општина Битола. Туку ќе биде по претходно писмено барање. Оти така ќе ги органичиме другите граѓани планинари што ќе одат таму да нема да можат да се сместат. Пример, заради тоа што 30% заклучени ќе бидат, така да се изразам, резервирани за општина Битола. Предвидено по писмено барање од општина. Благодарам. Благодарам. Други прашања? Во проектот за реконструкција, бидејќи како што стои во точка 8, е дека се е во 100% собственост на ПСК Пелистер. И интелектуално и средства од донатори, останати работи и објекти така натаму. Дали имате информација овие финансиски средства што им доделивме или во без оглед колку што ќе им се потребно, до кога, мислам временски, би завршила реконструкцијата на планинарскиот дом Копанки? Мислам дали се разговарало на таа тема до кога можеме да очекуваме реконструкцијата да биде? Други прашања? Доколку немаме, да преминиме на гласање. Мислам дека сите точки не ни се гласани. Точка... Да, слободни сте. Фала за присуството. Само едно прашање. Сметам дека нема потреба да идат на статут, пошто ќе врви договорот и на статут колективниот, нема потреба, така? Да не побарате пауза после речите да дојде представник. Точка број 1, завршна сметка на РК Eurofarm Пелистер. Сметам, не знам кој од вас беше присутен на комисијата, сметам дека првите 3 точки од дневниот ред треба да бидат повлечени, бидејќи како комисија не добивме одговор на прашањата кои ги имавме во врска со спортските здруженија кои што користат пари од општина Битола. И сметам дека не бевме доволно испочитувани, бидејќи кога општина Битола вложува во некоја институција,
треба да знае дека треба да дојде тука и да ни образложи точно секој денар до кај е потрошен. Јас искрено сум мислам дека институцијата Совет е неиспочитувана и деградирана со тоа што еве на пример од ФК Пелистер не бевме удостоени со присуство на директорот, а ние во изминатиот период сме платиле околу 16 милиони денари на фудбалскиот клуб Пелистер. И сметам дека вакво нешто не сме да се дозволи и не сме да се продолжи. Парите на граѓаните, кога ние како советници немаме право да прашаме кај се трошат, тогаш што се случува со обичните граѓани. Точките ќе бидат повлечени и се додека не добиеме информација онакви какви што треба, ќе се размисли за понатамашниот начин кога би стигнале истите на дневен ред. Тоа значи прва и втора и трета точка од дневниот ред предлагам да бидат повлечени. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Точка број 4. Одлука за давање на согласност за склучување на договор за регулирање на меѓусебни права и обврски помеѓу општина Битола и ПСК Пелистер Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против, воздржани, 1. Точка број 5. Одлука за изменување на одлуката за утврдување на висината на доместок за користење на земјиштето во општа употреба за поставена урбана опрема и поставување на урбана опрема за која не може да се наплаќа комунална такса на територија на општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Точка број 6. Одлука за примање на донација спортска опрема и реквизити од страна на НАЛАС, мрежа на национални асоциации на локалните власти во Југоисточна Европа. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Точка број 7. Годишен план за вработување на Основно училиште Трифун Пановски Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Точка број 8. Решение за давање на согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите во ЈКП Водовод Битола. Значи имаме 8, 9 и 10 се за ЈКП Водовод, ЈП Пазари и КЈП Нискоградба. Кој е за 8-та точка на дневниот ред? 4, не, Водовод е. Да, 4 за. Точка број 9, Пазари, 4 за. И точка број 10, 3 за. Точка број 11, решение за давање согласност на одлуката за зголемување на бројот на бруто пресметковните бодови за наплата на вработените на ЈП Комуналец Битола, е 11 точка. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. 12 точка. Решение за давање согласност на одлуката за измена на ценовник за крпење на улици и патишта со асфалт на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. 3 за. 13. Решение за давање согласност на одлуката за измена на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба за потребите на општина Битола. 3 за. Така? 3 за. 14. Решение за давање согласност на одлуката за измени и дополнување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба за потребите на граѓаните на општина Битола. 3 за. Точка 15. Одлука за давање на согласност за склучување на колективен договор на општина Битола. Кој е за? 4 за. Со тоа ја затворам Комисијата за финанси.